Здраво, здраво! Добре дојдовте во уште една епизода, поред четврта на Рекорд Токс, заедно со Амок Радио, поддржано од Деу Хаус. Денешен гостин е Александар Гроздановски, познат на македонската, европската и светската сцена како Херцел. Здраво, Александар, или Херцел? Херцел ке го викаме. Здраво на сите, фала на покана. Херцел, верувам дека грото од слушателите го знаете. Денеска ќе представи некои од неговите највлијателни плочи. Јас ќе имам некои од моите поомилени, бидејќи више еднаш пројдов, па некако да се ускладам во овој сетап. Некако денеска по електронско ќе одиме, барем од моја страна, не знам Херцел што не има спремено. Иначе почнал во Битола, вајде си почнал само со пуштање музика, потоа лайф настапи во Скопје до неодамна пред това гадничка криза, престојуваше во Берлин. Сега една релација Скопје Битола се за сега. Планираш ли да се вратиш во Берлин? Па се зависи од ситуацијава. Ништо не е сигурно, како што знаеш, така да се надеваме од октомври. Се надеваме на најдоброто. Во план се некои нови изданија што толку треба почнат да се промовираат, издаваат. Да, се уште рано. Мислам имаме нова плоча на Бран, која мислам промоцијава треба да старта некаде почеток на септември. Доаѓаат две плочи каде е со various artist, каде гостувам. Компилации, имам едно full EP на еден така мал италијански лейбл, али голем артист позади него. Уште е рано и тоа да го најавам, би требало ноември, декември веќе света е на виделина. Нека остане изненадување. Исто го спомна Бран, кој собственик заедно со нашиот претходен гостин Андреј Мицајков. И тоа би било тоа за најавата, мислам дека доволно кажавме. Може да почнеме со првиот избор на Херцел. Имаш New Order, спомна? Да, првата плоча за денес, копав малку, пошто 5 плочи 6, нели е малку тежок избор да направиш од, не знам, 25 години слушање електронска и остала музика. New Order, мислам дека е бендот, посебно New Order, мислам и нели Joy Division, све тоа, али некако мислам дека таа музика припаѓа на претходните генерации. New Order е некако најблиска до мене на таа, не знам, се сметам уште за некаков acid house kids генерација и New Order е првиот бенд кој најмногу влијал на мене и до ден денес е еден од омилените бендови, па така да ова е првиот албум. И мислам ја избрав Senses траката. Сега ќе може да пуштиме полека.
big emotions, one day will vanish. No reason ever was given. No reason ever was given. Добар избор, добра инфлуенса, до кај имаш стигнато, супер мислам дека. Јас ќе пуштам нешто следно, класика JD Plastic Dreams, па една може од првите така по електронски песни што сум ги чул, пак влијани од брат ми ја многу и да го поздравам и него пак. Ова е малце подолго, ќе ја подскратиме за да имаме време се да слушаме. Ревизитет издание, Гупецав у Берлин, мислам дека да. Sound Metaphors, али класика.
Plastic Dreams. Сега баш ја дискутиравме свевременска класика. Исто како ја немаме Energy Flash од Joy Beltram, се исто. Али се надеваме ако вајде ќе издадат на Ares Records, што викаш One Да, Side. веќе излезена, А, веќе има излезена репрес, е? да. Репрес, Треба да се упеца сега. дури ја има. Идеме со следна ствар, Херцел, што имаш? Следна е уште една исто култна легендарна плоча на Future Sound of London, синглот Lifeforms. Мислам ова ми е нака таа техно ера која свирев. Мислам дека скоро секој сет или ми почнуваш или ми завршуваше со оваа ствар. И ја избрав 5-4, така им се поделени, од 1 до 7, Lifeforms, каде гостува Елизабет Фрейзер, значи култен вокал на Cocteau Да. Twins. Така да, тоа е мојот избор за денес. Втори избор. Да. Да чуеме.
Future Sounds of London, Live from Spet Four беше ова. Следно од моја страна имаме неиздаден едит од Рон Харди. Многу голем респект имам кон него, пошто така некако Тата Мата у еклектични стилови, миксање све и свашта, пуштање иста песна по 4 пати. Не, бисайд. Ова е unreleased edit на Sensation. Така да идеме следно. Голем респект до Рон Харди. Вајде да е 45.
Што имаш следно ти спремно? Карл Крек, мислам дека спомна. Да, следно е проектов на Карл Крек и Нерзон оркестра и Етлес или Атлес темата, која е нели една од најкултните теми од Детройт, втора генерација. И за мене е посебна затоа што пред тоа мислам посебно джез, нели као некој old school жанр и техно или електронска музика ми беа онака комплетно неспојиви, не знам онака дури не знам пошто Да, не е да тинејџер онака ми беше оф музика, знаеш, што не е. една поише фристайл, друга си има некој ред. А овој албум уствари ми ги спои тие две ствари и сватив дека може се тоа да функционира и заедно и да звучи премногу добро. Онака тоа е идејата на албумот, што гостуваат во живо джез музичари од Детройт. Мислам дека се скоро сите од Детройт, цела екипа и миксањето и нормално програмирањето на Карл Крек. За неговиот лейбл Planet T, ова е 99. Добро, може да чуеме, верувам дека ќе биде Ајмо. опасно. Чиме джез и техно комбинација.
тоа беше Карл Крек. Како беше песната само? Етлес. Остануваме во Детройт со следната номера. Ова е реизданието на The Bells од Джеф Милс, но ќе одиме со малце оркестарска верзија. Изведена е мислам од оркестарот во Монпелје. Сега не знам кој е точно диригент. Бисайд, мислам дека е Б1, да. Да. О, прашина. Реиздание случајно улетав, бев на службено патување од Цирих и други шета, ја што да правам ај во плочара, не беше дури ни искочена и тој ми рече, ја идам да не знам нешто, почнавме муавет нормално плочара, копај и го има ова следна недела, треба да го пуштиме продажба, дали го сакаш? Ај, класика, зимај, пак, плюс овој ремикс, мислам дека одлично ќе дојде, така да можеш да пушташ.
Добро. Следно. Твое. Прво. Првенчето твое. Така, првенчево. Спакувам ја. Кажеш ти повеќе нешто. Да, следно е така, нескромно. Моја плоча, моја најважна плоча и прва ваква и успешна плоча. Значи издадена за Ivern Discs на шпански или Hivern Discs. Барселонски, од Барселона да, беа, така? Од Барселона лейбл на Джон Талабот со ремикси на Palm Tracks. Овој пат ќе ја свирам Closure. Да, Closure ми ја Да, спомна. Closure ќе ја пуштам, па Да, ма Ајде че да ми чуеме. Palm Tracks се најде пред која година? 2015. да. Тогаш вајде и оне на почетоците. Па да, веќе имаше 2-3 EP-а за Lobster, нели, тој старт. И тој беше на почеток. Така да. Тоа беше некој. Го знаеме сега Palm Низок Tracks, да, ама го знаеме сега и Palm Tracks и ти си. Да. Следно може и он ке да ни гостува. Да се надеваме. Не е проблем. Дружелюбив Добро. лик е. Ајде, слушнеме. Помогнам.
Доста. Добро правенче. Следно наред, валјда моја последна, потоа Херцел ќе заокружи крајот со уште две. Го имам првото издание на Мехатроника, издадено 2016. Ќе идеме со Sync 24 Broken Electrics, често пати се наоѓа, да, често пати ја имам свртено, така да и за прво исто од Мехатроника е супер и мислам дека и понатака си газат. Еви Херцел потврди, иако нема микрофон.
интересна плоча најава иде. По бојата. Не. Аморе Амаро. Што ќе... И последна Ајде, за од денеска. селекцијава. Едно од плочиве што во последен период, последниве неколку години, мислам како артист, сум импресиониран. И овај албум, ова е од колку има веќе скоро 2 години. Предпоставен албум има и нов, е за Mute Records, легендарниот лейбл. И е таков доста абстрактен електроника, нели познате кортини по прво тоа што е член на бендот Nine Inch Nails, Да. али ова му е соло кариера и тотално различно нели од Од Nine Inch најнична. Nails. Нема да свириме тоа. Така да ова е последна од мене за денес. Фала ти уште еднаш. Фала Фала и ви да на е у покана. хаус на гостопримството. И тоа е тоа. Да заокружи. Име. Со убава тиркизна боја.